Џелал Незири, новинар и аналитичар, гостин во емисијата Тренинг. Незири, Арбен Таравари, министерот за здравство, заминува од Илинденска број 2, ја напушта владата. Дали кај Арбен Таравари препознавате конзистентност во неговите политики и ставови или политичко лицемерие, и како Таравари, од еден од најголемите критичари на Дуј, сега завршува или се приклонува во прегратките на Али Ахмети? Па не е прв пат вакви американците ги викаат U-turn, или вакви вртења на место, би рекол, прават политичките партии на албанците. Вие само вратате се наназад од 2017 година па до сега, нели, првим беше дел на владата Алијанса на албанците, тогаш беше една предводена од села. После една година излезе, па влезе алтернатива, па излезе алтернатива, влезе Беса, па излезе Беса. Значи, јас уште во неколку други наврати сум спомнал дека проблемот е што веќе политиката се сваќа како бизнис, а не како платформа за дебатирање, дискутирање, за вземање став за одредени нешта, дефинирање на проблемите и решавање на истите. Дали парламентарното мнозинство му дава таква слобода на премиерот Мицковски да демонстрира супериорност или преголемата концентрација на моќ која поседуваат ВМРО ДПМН може да му биде хендикеп во наредниот период? Во јавноста се чувствува дека како на владата на ВМРО ДПМН и на Вреди им е се едно што Таравари заминува. Но дали ова може да значи зголемување на парламентарното мнозинство или окрупнување на опозицијата во законодавниот дом? Мислам дека не им е се едно, зашто тие знаат дека голем број од законите и од проектите кои што се нудат за усвојување во собранието поминуваат со квалификувано. Ким треба и Бадентер потребно. Треба и Бадентер. Ако не грешам, мислам дека немакедонски пратеници по етничка основа се околу 38 во собранието, што значи околу 19 би требало да има една влада во нејзиниот состав или парламентарното мнозинство за да се обезбеди Бадентеровото мнозинство. Вие може да имате и, не знам, 80 пратеници, но ако го немате тоа мнозинство, може да биде голема пречка за усвојување на законите. Ако се усвојат без Бадентер, тогаш веќе се отвара друг проблем, кој што нели оди во прилог на агендата на албанската опозиција, тоест Европскиот фронт предводена од Дуј. Значи, владата ќе биде во една таква ситуација да трча по нови пратеници. Што значи дека не исклучувате Дуј да влезе повторно на Илинденска број 2? Па мислам дека тоа ќе се случи во такво сценарио, но Дуј не сака да влегува на таков начин без избори и затоа мислам дека во тој случај предвремените парламентарни избори, дали за една година, дали за 6 месеци ќе бидат неопходни, а во случај Влен да добие околу 100.000 гласови, тогаш таа измена на коалицијата со излегување од Таравари нема да се прочувствува и тој легитимитет на кој се повикуваше Влен, дека го има да ги представи албанците, ќе продолжи да го има и верувам дека во тој случај Мицковски нема да гледа потреба за нови предвремени парламентарни избори, од причина што веќе има максимален број на пратеници, 58. Не верувам дека евентуални нови избори би му носеле повеќе од 58 пратеници. Историска четврта победа на Еди Рама и повторно премиер на Албанија. Албанија земја кандидат за членство во Европската унија, за многумина членки на Европската унија, една од земјите која е речиси најподготвена заедно со Црна Гора и најбрзо кои би можеле да се приклучат на европското семејство. Незири, како Еди Рама стана миленик на Европската унија, чест гостин, добре дојден на
во европските престолнини и покрај тоа што често лично и Рама е критикуван дека е главниот виновник за високата стапка на корупција, за високиот процент на иселување на граѓаните од оваа земја, а при тоа Брисел вели дека Албанија е на добар пат многу брзо да се приклучи на Европската унија. Па точно е тоа што спомнавте, дека и Албанија, како секоја балканска земја, се соочува со висока корупција, висок степен на корупција. Исто така се соочува со одлив на населението, одат надвор за подобар живот, зашто не е возможен во нивната сопствена земја. Но Еди Рама има една карактеристика која го прави различен од другите лидери во Албанија. Тоест, тој е уметник како прво, ликовен уметник, сликар, и е многу креативен. Значи, таа креативност се одразува и во неговиот пиар, како не својствен, да речеме, премиер или пиар не својствено за неговата функција. При тоа станувајќи атрактивен за помладата публика, за помладите гласачи. Каде тука изостанавме како земја претендент за членство во Европската унија? Што е она што, например, една Албанија и Црна Гора направија, смогнаа сили да испорачаат резултати, а каде ние потфрливме? Дали можеби играњето на национално-патриотската карта всушност не држи на стендбај? Не, мислам дека главниот проблем е во немањето на општ политички консензус за евроинтеграциите. Гледајте како Хрватска го изгради тој консензус пред да стане членка во 2013 година. Значи имаше општ консензус, немаше дебата за закони, за имплементација на закони, за испорачување резултати од тие имплементации на закони, кои што се бара од страна на Европската унија. Исполнување сите критериуми кои што се бара од Европската унија. Црна Гора исто има општ политички консензус за евроинтеграцијата. Албанија, вие често може да гледате не тепачки во албанскиот парламент. И вие може да гледате како пред 3-4 месеци фактички гореше буквално албанскиот парламент. Значи опозицијата пожар пред камери подметна во собранието. Значи толку е поларизирана таму политичката ситуација, но има консензус за евроинтеграцијските процеси. Значи албанската опозиција, предводена од ветеранот Сари Бериша, никогаш не ги злоупотреби компромисите на Еди Рама со Грција за Јонското море. Кај нас напротив, значи политичките партии беа фокусирани само на тоа како да наштетуваат на опонентот и како да придобиваат политички поени и поддршка од гласачите со овие теми кои што не се очекуваше да изградиме консензус. Значи нема кај нас консензус. Пораката на високиот европски представник е дека нема фиксен датум. Зошто 2030 година? Зошто не и порано? Пристапување во Европската унија е процес базиран на заслуги. Доколку земјите ги спроведат реформите, тие би може да се приклучат дури и пред 2030 година, порача Антонио Кошта, председателот на Европскиот совет. Мислам дека тешко е да се придвижат работите напред во една ситуација кога тие уставни измени стана прва тема или најголема болка на поголем број на граѓани. И кога вие ја приоритизирате таа тема пред избори и ја правите главна тема, тогаш е тешко после избори по тоа да ретерирате и да гласате спротивно од тоа што сте ветиле. И тоа, мислам, таму беше грешката. Беше грешката пред изборите, одма после 2022 година, кога не требаше да ги постигнеме тие рокови после скрининг периодот. И тогаш се направи таа голема грешка и сега тешко е да се натера, да речеме, владеачката партија ВМРО-ДПМ да ретерира од тие ставови што потоа ги изгради. Цврсти ставови против францускиот предлог.
против уставните измени, против вметнувањето на етничките бугари во уставот. Благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам на поканата. Џелал Незири, аналитичар и долгогодишен новинар. САД, Русија и Кина, да, се новото тројство кое што ќе го крои светот.